Здраво и добро дојавте уште едно видео, што во ова видео ќе збориме за фотореспирација. Сега, фотореспирацијата е процес што ја следи фотосинтезата кај голем број растенија и овој процес се одвива во присуство на светлина. Значи потребно е светлина, ми. Но при тоа, наместо да се користи CO2, така наместо да се користи CO2 и да се прави кислород, овдека се користи кислород и се прави CO2. Бидејќи како што ние дишаме, ние користиме кислород, така земаме кислород и издишуваме CO2. При бројни метаболички процеси кислород се конвертира во CO2. Епа и растенијата тоа може да го прават. Сега ова може да се одвива на два начина, или преку фотореспирација, тоа што ќе разгледаме сега, или преку обична респирација, односно клеточно дишење. Бидејќи и растенијата дишат, и растенијата го користат кислородот од атмосферата. Така, односно кислородот кој сами го создаваат. Може да се направи баланс каде што колку што прават CO2, толку и користат на некој начин CO2, односно толку користат колку што прават кислород, толку користат кислород. Така и може да биде во еден саморегулирачки процес ако им се додава цело време светлина, така ако имаат енергија. Но добро, сега ќе се задржиме главно на фотореспирацијата. Сега кога се мери колку е интензитетот на фотореспирација, например имаш некоја си тегла или нешто каде што имаш суспензија од растенија, од некои си алги, сега сакаш да мериш фотореспирација, малку проблематично, зашто не знаеш дали мериш фотореспирација или мериш обична респирација. Исто и тоа колку фотосинтезата прави кислород. Например, ти забележуваш, пример сега кажуваме дека кислородот паѓа за некоја си вредност X. Но можеби кислородот паѓа за некоја си вредност Y која е поголема од X, но ти тоа не го забележуваш бидејќи Y вредноста е маскирана од некоја си вредност, не знам, Z. Така кај што Z вредноста е колку кислород се ослободува при фотосинтеза, Y е колку кислород се троши при фотореспирација, а X е колку паѓа. Така, сега например ако Z е малце помало од Y, кога ќе го одземеш, значи y минус z, добиваш некоја си на некој начин помало y да речеме, каде што, односно, добро, ајде го добиваш x, односно колку паднал кислородот. Сега кислородот всушност ти си мислиш дека x е еднакво со y, а всушност x не е еднакво со y, бидејќи z фотосинтезата прави кислород. Така да не можеш да мериш колку кислород се троши. Малце е проблематично. Така нормално има начини за ова да се одбегне, но нема тоа да разгледуваме. Сега, фотореспирацијата главно се занимава со метаболизмот на гликолната киселина или наречен гликолат. Кој е соединение кој е изградено од 2 C атоми, така, значи 2 C атоми, и затоа ова се нарекува C2 фотореспираторен циклус. Значи C2 фотореспираторен циклус. Сега интересно е дека во процесот на фотореспирација учествуваат 3 клеточни органели. Така и ова малку ќе комплицира работите, но ги имаме хлоропластите, така ги имаме хлоропластите кои ги разгледавме до сега во едно видео. Ги имаме митохондриите, со кристите ќе ги направиме, и ги имаме пероксизомите. Значи пероксизомите се вакуоли кои што има доста ензими, значи пероксизоми. Исто така учествува и цитоплазмата која се наоѓа измеѓу нив. Така бидејќи овие сите се суспендирани во цитоплазма и процесите кога поминува едно соединение од едно место во друго, така поминува низ цитоплазмата, така да што и на некој начин цитоплазмата е непосреден учесник во овие процеси. Сега, кога зборевме за редуцискиот пентозен фосфатен циклус, рековме дека рибулозо, еден 5-бифосфат, ќе оставиме фосфат вака нека биде, под дејство на ензимот рубиско, кој што стоеше за карбоксилација или оксигенација, односно дека овој ензим имаше или карбоксилазна активност или оксигеназна активност. Сега, што значи тоа? Тоа значи дека ова соединение, кое беше составено од 5 C атоми, така значи 5 C атоми, може да подлежи на или карбоксилација или оксигеназа. Сега, ако повлечеме дека како со сина линија, нека биде ова во присуство на CO2. Ако има CO2,
тогаш се активира С-то од рубиско на некој начин, иако нема С во рубиско, него се активира неговата карбоксилазна активност и тоа е тоа што го видовме, дека се добиваат две молекули на фосфоглицемиска киселина, односно фосфоглицерат 3-PGA, односно 2-PGA. Така бидејќи овде имаме 5 С атоми, овде имаме уште еден С атом и се добиваат 6 С атоми, односно 2 по 3. Така. Тоа се добиваше при карбоксилазната активност на рубиско. Но што ако не се користи кислород? Ако не се користи CO2, него се користи кислород. Ако внесеме овдека O2, тогаш што ќе се добие? Ќе се добие една молекула на фосфоглицемиска киселина, односно фосфоглицерат, но исто така ќе се добие 2 фосфогликолат. Така, значи 2 фосфогликолат, односно гликолат. Тоа ќе облежиме со нека биде ПГ, фосфогликолат, која е всушност изградено од 2 С атоми, ова е изградено од 3 С атоми. Ајде, ќе бележиме со некоја со друга боја. Значи ова е изградено од 3 С атоми, ова е изградено од 2 С атоми. Зошто, бидејќи првото соединение има 5 С атоми, не додаваме С атом, бидејќи додаваме кислород, не додаваме CO2, така што повторно имаме 5 С атоми, но сега се разделени на 3 и на 2 С. Добро, значи овде имам некоја си општа шема на хлоропласт, пероксизоми, митохондри и првично започнуваме значи во хлоропластот. Така. И сега го имаме Калвиновиот циклус овдека, ќе обележиме како C Калвинов циклус, кој што ќе направиме како дека како се движи на некој начин, така циклус. Сега, во Калвиновиот циклус всушност влегуваа 3 фосфоглицеринската киселина, односно 3 фосфоглицерат. Така, значи тоа соединение влегуваше во Калвиновиот циклус и наред се правеа триози, односно глицералдехид, трифосфати и на крај повторно се регенерираше рибулозо 1,5 бифосфат. Така, значи се регенерираше рибулозо 1,5 бифосфат, односно фосфат ќе бележи. Сега, тоа е кој што зборавме претходно. Ако ова влезе во, не знам со која боја да бележам, светло зелена нека биде. Ако влезе CO2, така влезе CO2, всушност ќе се создадат две молекули на 3 фосфоглицеринска киселина и ќе го имаме всушност Калвиновиот циклус. Така. Сега, не мора тоа да се случи. Значи може од страна на оксигеназната активност на рубиско, всушност, така повторно нека биде со светла зелена, да добиеме каде што ќе внесеме кислород, така ќе внесеме кислород, бидејќи сега ќе користиме оксигеназната активност на рубиско. Значи овдека имаме рубиско ензимот, кој што не рековме, дека може да има карбоксиназна активност или оксигеназна. Ако имаме оксигеназна, добиваме еден 3-фосфоглицералдехид, тоа сега што го зборевме, и добиваме гликолат. Така, значи добиваме, ќе бележиме со оваа боја, 2 фосфогликолат. Сега, овој 2 фосфогликолат, под дејство на фосфогликолат фосфатаза, се отстранува еден фосфор од него. Бидејќи 2 фосфор, значи на вториот С атом има фосфор. И ова сега ќе бележиме како со зелена стрелка. И ова така како таков преминува во пероксизомот. Значи овдека имаме дејство на ензим кој рековме дека се нарекува 2 фосфогликолат фосфатаза, каде што всушност губиме еден фосфор. И сега како такво соединение, како гликолат само, че ќе бележиме нека биде само со Г, како гликолат, и ова е најважното соединение, мислам, тоа врз која се базира фотореспирацијата. Сега имаме гликолат. Така, сега овој гликолат, под дејство на гликолат оксидаза, значи под дејство, ќе ставиме на стрелка, преминува во глиоксалат. ГЛИ ќе го бележиме. Значи од гликолат преминува во глиоксалат. И при тоа кислород од 2
преминува во H2O2, односно водороден пероксид. Сега водородниот пероксид, понатаму под дејство на каталаза, нема да бележиме, се разложува на вода и насцентен кислород. Сега, овој глиоксалат, всушност ќе се добијат две молекули глиоксалат, веќе овој циклус два пати ќе помине до овдека. Поминува сега во митохондриите и тоа под дејство на еден ензим кој може да биде подпомогнат од две супстанции кои ќе ги разгледаме. Но ќе направиме една гранка натаму и една гранка наваму. Така и сега овие идат во митохондриите, каде што всушност се формира глицин, како аминокиселината. Така. Глицин, бидејќи е аминокиселината. И ќе видиме како. Едноставно, само сега ќе речеме дека ова е под дејство на ензимот, сега ќе забележиме овдека ензимот, глиоксалат аминотрансфераза. Зошто се става аминогрупа? Сега од кај може да дојде таа аминогрупа, ќе видиме понатаму, но поентата е дека ќе се добие глицин. Сега може да се добие на еден од два начина и затоа ги разгледуваме двата начина, затоа стави две стрелки. Иначе всушност се добива едното или другото. Да речеме, затоа викам дека два пати поминал циклусов и затоа добиваме две молекули, едната на едниот начин, другата на другиот начин. Сега, овој глицин, едниот глицин под дејство на глицин декарбоксилаза, значи вака ќе направиме и дека овдека действува ензим наречен глицин декарбоксилаза. Дека ова треба да и додава тетрахидрофолат. Така, и сега формира едно соединение, наречено метилен H4 фолат. Значи, метилен H4 фолат, но ние ќе му запишеме формулата, но сега само ќе запишеме метилен H4 фолат. Така, но всушност формулата му е всушност CH2, кој е закачено со тетрахидроксихидрофолат. Сега при тоа се искористуваат една молекула на NAD, лошо се пишува, не може, NAD+, која преминува во NADH, и при тоа исто се изфрлаат CO2 и исто така се изфрла и NH3. И ќе видиме зашто тие не се потребни. Додека овој сега метилен H4 фолат под дејство на ќе направиме вака нека се продолжи ова, под дејство на ензимот, имам зелена боја, серин хидроксиметил трансфераза, значи серин хидроксиметил трансфераза, ќе направиме, се откачува од него тетрахидрофолат, кој понатаму повторно ќе се прикачи на глицин молекулата, но остатокот, што е всушност само CH2, заедно со друга глицин молекула, така заедно со друга глицин молекула, под дејство исто на овој ензим, всушност дава серин. Така серин, што е всушност друга аминокиселина. Серин. Како што можете да видите до сега, например, направивме серин и глицин, но исто така може да се добие и цистеин. И овие аминокиселини, сега што ги добивме, не мора да го продолжат овој циклус на фотореспирација, кој уште го немам завршено, но може едноставно да се искочат од овој циклус и да се вградат во протеини ако има потреба. Но ние сега ќе видиме како би се одвел циклусот до крај. Сега овој серин всушност може да се разгради на две соединенија, значи кога што идеме вака, првично се разгради на NH3, кој NH3 ќе влезе во овој процес. И всушност, ако NH3 доаѓа од серинот, ова ќе биде серин глиоксалат аминотрансфераза и едноставно ќе си проложи натаму како што видовме, ќе се добие глицин. Така, а остатокот од серинот, всушност, освен NH3 групата, ќе проложи и ќе формира хидроксипируват.
Тоа ќе обележиме со, нека биде хидрокси пируват. Па и Р. Сега, овој хидрокси пируват под стрелка не можам да направам. Под дејство на НАД хидроксипируват редуктаза, значи под дејство на хидроксипируват редуктаза и при користење на NADH за формирање на NAD плюс и ќе добиеме глицерат. Значи, ќе го забележиме. Значи, ова ГЛИ стоеше за глиоксалат, ова овдека стои за гликолат. Така, ова сега затоа го направиме глицерат. Значи, имаме глиоксалат, гликолат, глицерат. Добро. Сега, тој глицерат, под дејство на глицерат киназа, ставим со зелена, под дејство на глицерат киназа, каде што, вака само ќе напишеме киназа, киназата е за глицератот, затоа е глицерат киназа, при што се користи АТП, и тоа АТП преминува во АДП, сушност се формира 3 фосфоглицерат. Така, значи имаме глицерат на кој му додаваме еден фосфор на третата позиција и затоа имаме 3 фосфоглицерат. И сега тој 3 фосфоглицерат може да се влезе во Калвиновиот циклус. И сега единствена работа што ни остана е всушност да објасниме кој е одговорен за првиот, односно начин овдека за глиоксалат аминотрансферазата. Видовме во вториот дека серинот даваше NH3, но сега имаме некој друг кој дава NH3 и тоа всушност потекнува од тука, значи ќе ставиме глутамин. Што е всушност, нека да биде напишано, нека биде вака глутамин, кој всушност дава 2 молекули на глутамат, односно глутаминска киселина, така ќе оставиме ГЛА како киселина. Каде што за ова да се случи, всушност се користи алфа-кето глутарат аминотрансфераза, ќе видиме тоа подоцна. И сега една од овие глутамински киселини ќе се врати повторно во глутамат, заедно со користење на АТП. Сега нормално тука има ензими кои ова го прават, но нема да се здржуваме на нив, не се толку битни. Со користење на овој NH3, всушност ќе имаме враќање на едната глутаминска киселина назад во глутамат, дека другата всушност ќе отпатува вака тука, значи овдека уште имаме глутамат. И тој глутамат ќе донира NH3, со цел да може да се одвива всушност глутамат, глиоксалат аминотрансфераза, значи ова овдека всушност е глутамат првата. И сега како алфа-кетоглутарат, ќе се врати назад и под дејство на ензим алфа-кетоглутарат аминотрансфераза, всушност ќе помогне заедно со глутамат да образува 2 глутамински киселини. Сега да видиме која беше целата поента на овој процес. Така, која беше целата поента? Го овдека целото. Поентата беше и со користење на кислород да можеме да направиме да се врти Калвиновиот циклус, односно да направиме шекери. Значи не користевме CO2, ама пак правевме шекери. Зошто? Зашто повторно правевме, дека сега ќе земам со бела боја ќе бележам, повторно правевме 3 фосфоглицеринска киселина. Така. Сега некој ќе рече зошто само да се прави со кислород, бидејќи не се регенерира материјал. Сега да видиме како всушност успеавме преку вртање на овој процес да направиме шекери без да користиме јаглерод диоксид. Значи започнавме со една молекула која има 5 С атоми. Гледате се овдека сега што бележам со бела боја. Така. И добивме една молекула која има 3 С атоми и една молекула која има 2 С атоми. Така. Добро. И викаме дека овој циклус го вртиме 2 пати. И сега тука всушност добиваме 2 пати по 3 и овдека добиваме 2 пати по 2. Така, се нормално. Сега, овие две, всушност, така, 2 по 2,
ги внесуваме овдека. Тие се овдека, тие што доаѓаат. На крај ќе го избришам ова само за да гледат убаво. Еве е едната од две, еве е другата. И сега тие две заедно прават 4, така. Ама од тие 4 едно си заминува во форма на CO2. Го гледате дека CO2 то како го заокружувам. Тоа CO2 всушност излегува надвор. Тоа CO2 излегува надвор. И сега овие 4, не се веќе 4, него се 3. И тие 3 назад се враќаат, гледате како обележам со бела боја, назад се враќаат до 3 фосфоглицеринска киселина. И заедно со овие други две кои ги добивме преку вртење 2 пати циклусот, сега имаме 3 молекули на 3 фосфоглицеринска киселина, односно 3 триози, кои може сега да влезат во Калвин. И што сме направиле? Всушност, преку без користење на јаглерод диоксид, донесовме триози кои може да го вртат Калвиновиот циклус. Но тоа не е бенефитарно, бидејќи не се произведува нов материјал. Едноставно правиме од еден вид на материјал, значи од овие пентози, изградени од 5 атоми, ги вртиме да направиме триози, така. Ама не носиме нов јаглерод внатре во системот. Значи дрвото не би можело на овој начин да расте. Веќе за да расте ти треба нов материјал. Ова не внесува нов материјал. Едноставно го врти материјалот од еден вид во друг. Така, значи вишокот на рибулозо 5-фосфат 1,5 бифосфат што го има, всушност го конвертира во еден вид шекер. Бејќи кога ќе сврти Калвиновиот циклус ќе направи шекер. Значи не прави нов материјал, едноставно од еден вид материјал прави во друг. Така кога имавме, ако користиме карбоксин назната активност на рубиско, всушност взимаме еден рибулозо 1,5 бифосфат плюс еден јаглерод, тоа е 6. Така. Ако вземеш две молекули, 6 плюс 6, тоа е 12. И 12 всушност може да добиеме од тие 12 С атоми, добиваме 4 молекули на 3 фосфоглицерат. Така. Е сега ние бидејќи го немаме ова 1, бидејќи користиме кислород, не користиме CO2, всушност што правиме? Ова го правиме. Значи вземаме 5, едноставно вземаме уште една петка, така стигаме до 10. Сега не сме до 10, не сме до 12, него сме до 10. И всушност тие 10 ги правиме на 3 молекули по 3 С атоми, односно 3 фосфоглицерати и еден CO2 кој си заминува надвор. Така, еден CO2 кој си заминува надвор. Тоа е овој овдека. И едноставно го преведуваме од еден вид на молекули, од пентози, од рибулозо 1,5 бифосфат, во триози, кои тие триози ќе овртат Калвин циклус и ќе прават глицералдехид трифосфат и тој глицералдехид трифосфат ќе прави шекери. Но не се прави нов материјал. Значи, можете некој прост начин да си го замислите како ако имаме две буриња, така имаме два садови и ќе направиме да едниот нека биде со некоја си портокалова супстанца, другиот нека биде со сина супстанца. Е сега ти можеш да правиш од едната супстанца, да правиш другата супстанца, така, ајде нека биде со кафена боја. Едната супстанца можеш да правиш другата супстанца, но не добиваш плюс супстанца. Така, ова се случува ако користиме кислород, значи од едното се прави другото. А например ако користиш CO2, како замисли си дека ова портокаловото е всушност рибулозо 1,5 бифосфат, така. А ова синото е, не знам, шекер. Така, шекер. Нека биде со X ќе обележиме, нема врска. И сега внесуваш CO2, вака беше сега ова при стандарден Калвин. Сега го внесуваш CO2 и дека ќе направиме жолтото. И сега жолтото го пренесуваш заедно со дел од портокаловото, така го имаш жолтото и го пренесуваш заедно со дел од портокаловото. Го пренесуваш во плавото. Жолтото станува сега плаво. А портокаловото си се враќа назад преку регенерација, така видовме. Преку регенерација пак назад си се враќа. И всушност жолтото CO2 сме го пренеле и сме направиле шекер од него. Така од CO2 сега сме направиле шекер. И ова беше при стандарден Калвинов циклус. Но при оваа фотореспирација, всушност што се случува? Да ги отстраниме овие. Не внесуваме CO2, внесуваме кислород. И всушност тоа само ни овозможува од портокалово да правиме сино. И што ќе се случи? Всушност портокаловото ќе се намали
Ај вака ќе направиме нови садови. Значи сме почнали од тоа и на крај ќе завршиме со ова. Видам вака. Портокаловото ќе се намали, ама ќе се зголеми синото. И сме правиле повеќе шеќер. И ова беше кога користевме кислород, ова сега, до сега што го разгледувавме. Така, од рибулоза 1,5 бифосфат, всушност правевме трифосфоглицерат, кој всушност прави после глицералдехид трифосфат, кој прави шеќери. Но не внесуваме нов материјал, не внесуваме нови С атоми во растенијето. Чим нема нови С атоми, нема нов материјал. И затоа викам, тоа е само конверзија од еден материјал во друг, од портокалово во сино. Ако имавме јаглерод диоксид, само се правеше ново сино. Така, се правеше ново сино, а портокаловото не се намалуваше. Добро, тоа беше за ова видео, се надам дека научивте нешто. И ќе се видиме во наредното видео. Значи ова беше фотореспиратор.